Рускиот претседател Владимир Путин подготвува посебен пакет за Србија со најмалку 20 стратешки договори кои ќе бидат представени на 17 јануари во Белград за време на средбата со српскиот претседател Александар Вучиќ. Според тврдењата на Новости, станува збор за договори во вредност од неколку стотици милиони евра, односно инвестиции во полето на инфраструктурата, енергетиката, земјоделството, одбранбениот систем, образованието и туризмот, но и пристапувањето на Србија кон гасоводот Турски тек, порака на тенкови Т-72 и ракети за противвоздушна одбрана. Посетата на Путин се смета за особено важна во овој период, кога се решава судбината за Косово, со цел да се постигне договор кој ќе ги задоволи интересите и на србите и на албанците. Првиот човек на Русија, Владимир Путин, кој во четврток треба да се сретне во Белград со српскиот претседател Вучиќ, доаѓа со 250 руски чувари, експерти во областа на физичката заштита, фармација, медицина и хемиско оружје. Тие ги елиминираат опасностите од труење со храна и пијалоци, ги проверуваат апартманите каде престојува Путин, како и предметите со кои доаѓа во допир. Некои од нив веќе пристигнаа во српската престолнина. Тие го следат на сите патувања, а во соработка со руски агенти и припадници на српската полиција и безбедносните служби, безбедносните мерки ќе се подигнат на највисоко ниво. Според експертите за безбедност, небото за сите летови ќе биде затворено по доаѓањето на авионот на претседателот Путин, кој по влегувањето во српскиот воздушен простор ќе ги следи српските воени авиони до слетувањето на белградскиот аеродром. Се проценува дека ќе бидат ангажирани од 4000 до 7000 полицајци, припадници на специјални единици и вооружени сили на Србија. Улиците низ кои ќе поминува Путин ќе бидат затворени, шахтите заварени, руските и српските снајперисти ќе бидат на зградите, а на граѓаните кои живеат на овие правци ќе им биде наредено да ги затворат прозорите и да ги спуштат завесите. Ќе се контролира движењето на пешаците, особено во сообраќајните места, железничките и автобуски станици и аеродромите, а интернет комуникацијата меѓу Србија и странство ќе биде поблиску следена. Неофицијално се очекува Путин да биде пречекан од околу 70.000 граѓани пред храмот Свети Сава во Белград.